Благодарам, господине председавач. Ке дозволите дека сакал или не ке бидам приморен после паушалните оцени, процени кажани надвор од оно за што се однесува амандманот, тоа дадеме осврт, бидејќи и вчера реков, кога ќе имате ваква дебата по еден амандман, ќе ја прати до крај додека се расправа амандманот таквата дебата. Тука не можеме да избегаме таа работа, ќе се осврнем во сериозен дел и во износот. Најмногу што сакам кај ВМРО ДПМН е паушалност. Ама да обожавам затоа што сте толку паушални, што после човек нема проблем да е подобар од вас. Совршено. Совршено. Например, фантастичниот doing бизнес со кој што Никола Груевски и вие како поддржувачи негови, што се уште поддржувате, вие си знаете, фантастичниот doing бизнес кажува дека Македонија, например, кои се параметрите, еднаш не го соопштивте што мери. Мери, например, време за отварање на фирма, и видов дека се пофаливте. Во Македонија времето просечно за отварање на фирма е 3 дена. 3 дена. Например, Швајцарија 69 дена, Јапонија 83, Германија 114. А без загреота и швајцарци, и јапонци, и германци. За жалење се пустите, не можат бизнес да водат, за лепо мираат. Поданоците, следниот параметар кој што го мери doing бизнес, Македонија се наоѓа на 7 место, Германија на 68 место. Значи не можеме да ги вратиме германците што доаѓаат во Македонија, зашто се подобар данъчен систем. Не одат македонци на време на работа во Германија. Германци доаѓаат од века. Абе страшна работа колку германци од века доаѓаат, едноставно ќе мораме да ги затвориме границите. Толку за doing бизнес и за Никола Груевски, за криминалот ке зборуваме малку подоцна. За странските инвестиции во 2015 година, едни од златните години на Никола Груевски, во Република Македонија по глава на жител странските инвестиции изнесувале 82,5 евра по глава на жител. Нема да ви ширам понатаму. Ќе видиме во регионот. Хрватска во истата 2015 година има 613 евра по глава на становник. Црна Гора 601 евро по жител. Србија 210 евра. Бугарија 178, Босна 111 евра по жител странска инвестиција. Толку од doing бизнес, толку од странските инвестиции, толку од фантастичната економска политика на Никола Груевски. Единственото каде што најмногу предначиме се провизиите што ги крадевте. Тука бевте немилосрдни. Тука сте шампиони што ги нема во свет. Кога сме кај концептот на тирзони, треба да им соопштиме на граѓаните на Република Македонија. Вам ви е јасно, а и да не ви е јасно, очигледно не ви е гајле. Едно работно место во тирзоната Република Македонија од буџетот, тоа беше податок кој што до промена на власта не можевме да го добиеме. Сега се обзнанува. Едно работно место во тирзоната кошта 11.000 евра. Повработен. 11.000 евра по човек секоја година, додека важи договорот, оваа држава плаќа на фирмите кои што се присутни во тирзоните. Некаде повеќе, некаде помалку. Просекот го зборувам. При тоа, за време трајање на договорите кои што се најчесто 10 годишни, фирмите за вработените се ослободени од плаќање на персонален данок за ниту една плата што работодавците во Македонија плаќаат. Фирмите се ослободени од данокот на добитка, фирмите кои што функционираат во тирзоните не се во обврска да соработуваат со домашните правни лица како нивни добавувачи. И што правиме ние? Ќе ве молам без деформирање да се сослушаме, ќе ве молам. Што ние го правиме? Или крадените пари, бидејќи Белизе е најголем инвеститор во тирзоните, ги враќаме во тирзоните со цел да Сашо Мијалков и Никола Груевски имаат чисти пари. При
тоа им плаќаме 15.000 евра вработен годишно и не плаќаат даноци, без да ја развиеме македонската економија. Тоа е број 1. И број 2, на белосветските разноразни хоштаптари кои што дојдоа овде исплотворија разноразни фирми и му возможивте да не одат во стечај во нивните матични земји. Иначе, кога сме кај белосветските шпекуланти и преваранти, само да ве подсетам на субрата Рој. Се уште се сеќавам како така Шмекерски се чешлаше на площадот дека игра индисите со парите кои што ние ги плативме, за да играат чочек на площадот. Колеги, возложите, че имате право на реплика. Тогаш площадот се уште личеше на нешто. Ама имаше во еден српски филм, ќе ми извините на репликата, во меѓувреме што се дешаваше, што криете од јавноста. Поели сте бамбија. Елените ги изедовте, коњите ги изедовте, бизоните ги изедовте. Единственото нешто што се намали е бројот на коњите за 12.000 е намален од денот кога дојдовте на власт до денот кога заминавте на власт. Сите коњи ги заклавте во држава. И вие зборувате за некакви развојни политики во економијата, бе луѓе. Барем малку од малку да се подприберете, да водиме некаква си нормална дебата. Да не замишляте дека се звезда од пресконференции кои што ве тапшаат по рамо во штабовите и да кажувате паушални муабети од собранска говорница. Водете си сметка за иднината на вашата партија, затоа што ВМРО-ДПМН е ослободен од криминалците кои што овдека ги браните. Внимателно слушајте ме, ВМРО-ДПМН е ослободен од криминалците кои што овдека ги браните. Без навреди не опоменува, без навреди. Македонија. Честни ВМРО-овци се потребни на оваа држава. На криминалците од сите редови, почитувани дами и господа, местото им е во затвор. Ќе ве замолам, во недостаток на храна, симнете се, каснете, немојте да викате овде, собраниска говорница. Ја слушам од века 3 години, сум какви све глупости од вас се немам да слушам од говорниците, па си молчам, си ќутам. Ја вреѓат интелигенцијата на просечниот македонец секој ден, ги осиромашивте луѓето, ги запустивте, ги иселивте децата, ја уништивте државата и овдека излегувате да кажете дека сте имале некаков економски концепт. Економскиот концепт кој што вие, така наречениот економски концепт, кој што вие овдека го спроведувавте е крадење на сопствената држава и сопствениот народ. Затоа се у затвор. И тука не беше Легов крив. Не ви е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија крив. Не ви е Катица Јанева на крајот, ако сакате, крива. Криви сте си сами кога сте се согласиле доброволно да го кршите законот. Ја не можам да ви помогнам. Драган Цуклев, реплика. Почитувани колеги и пратеници, почитувани јавност, колегата Шилегов, подпредседател на СДСМ, во својот излив на емоции од оваа говорница, ја покажа политиката на СДСМ кога се странските инвеститори во прашање, нарекувајќи ги белосветски хоштаплери, Кромберт и Шуберт, Джонсон Контрол, Дрекслер Мајер и редица други глобални компании од автомобилската индустрија кои што значат нешто на светски план во оваа индустрија, а кои што се одлучија да инвестират во Република Македонија. Петре Шилегов од оваа говорница, актуелен подпредседател на СДСМ и портпарол, ги нарече белосветски хоштаплери. Таа е политиката на СДСМ кон странските инвеститори. Ке ве прашам, господине подпредседател на СДСМ, зошто председателот на СДСМ Зоран Заев отиде да сече лента со овие белосветски хоштаплери како што е Джонсон Контрол кој ги инвестираше во Струмица. Благодарам. Контрол реплика Петре Шилегов.
Значи, не знам, господинец Суклев, сметам дека доволно бев јасен да ме разберете. Имате проблем да правите, да не направите конструкција во лага. Тој е менталниот склоп. Очигледно морате да конструирате. Под белосветски коштаплери Петре Шилегов подразбира со брата Ројсо Чешалчето, со играчиците, плесачици што играат чочек, со наши пари што ги плативме. И ја бев многу дециден тука. И бев многу дециден тука. Не приметив Груевски дали се зачешал тогаш. Не приметив. Може и се зачешал, не видов. Значи, да имаме многу точни и да бидеме точни и прецизни во излагањето. Она со кое што никако не можам да се сложам. Тоа е работно место да го плаќам јас, вие, моите деца, вашите деца, граѓаните на Република Македонија 11.000 евра. На било која македонска фирма да ја дајете 10 години по 11.000 евра вработен, плюс да не плаќа персоналец и данок на добивка. И да обезбедите инфраструктура, да не плаќаат во инфраструктурата ништо, тогаш можете да зборувате за некако концепт. Во меѓувреме, со исклучок на 3-4 фирми, остатокот ви е перење на украдените пари на Никола Груевски и Сашо Мијалков.